Текстилните компании полека си ја враќаат силата и во споредба од пред неколку месеци работа имаат повеќе. По долгиот период на корона страдање, многу од нив останаа во калта, но добар дел срекно преживеаја и сега гледаат напред. Точно е дека на странските пазари, на нашите најголеми купувачи на текстилна облека, има одреден оптимизам, значи потрошувачката расте и тоа некаде и со поголем оптимизам него што беше присутен. И ние најавите на нашите партнери дека веќе до јуни идната година имаме обезбедено работа. Иако светло во овој период не е за сите, најавите сепак се охрабрувачки. Да, може да кажам дека се охрабрувачки. Навистина имаме помал број работници за разлика пред короната, но сега имаме доволно работа и се надевам дека компаниите успешно ќе работат понатак. Проблемите што си беа уште од пред пандемијата со немањето интерес на работниците за текстилната индустрија, со пораст на минималната плата и намалување на конкурентна способност се присутни и понатаму, но нема да имаме веќе такви падови како што имавме за време на корона криза. Од друга страна, председателот на текстилниот кластер Маријана Перковска вели дека во текстилството се случува тектонско поместување и нарушување. Набавуваме суровини по недефинирани цени, бидејќи производителите најавуваат покачување и гаранции за цените немаме. Од друга страна, нашите партнери бараат годишна гаранција за стабилни цени. Ова е неверојатна ситуација за нас и не знаеме кој правец да го фатиме. Ја опишува состојбата Перковска. Сето ова и понатаму ја продолжува тенденцијата на помало текстилно учество во индустриското производство. Периодот 2015-2020 дава јасна слика за текстилната насока. Од 16% пред 5 години, тоа сега е намалено на 12,19%. Стои во анализата на Сдруженијето за истражување и анализи. Поради ваквата состојба, секторот текстилство за време на пандемијата изгуби 7000 работници, најголемиот дел од нив веројатно за секогаш.